Почитувани слушатели, ви посакувам Божи благослов. Дали постои живот по смртта? Обично ваквите прашања предизвикуваат љубопитност. Има ли друг живот освен овој? Таму, некаде, зад завесата, каде што никој од луѓето не допрел. Библијата вели дека човечкиот живот е краткотраен и исполнет со немир. Тоа е како цвет кој процветува, а потоа се суши. Но Јов прашува, не со неверие, туку само прашува, кога човекот ќе умре, зар ќе оживее? Ова Јовово прашање не е скептично, туку прашање кое го содржи одговорот, бидејќи тој истиот Јов рече, кога ќе ми се распадне кожата, јас истиот ќе го видам мојот Спасител. Но многумина го поставуваат оваа прашање, а немаат одговор во себе. Што ќе се случи со мене кога ќе умрам? Дали ќе престанам да постојам како никогаш да не сум бил, како никогаш да не сум живеел? Дали овој живот е еден живот, а гробот завршеток на тој живот? Оваа тема звучи како да сме на погреб. Меѓутоа, подобро е сега да се слушне, отколку на нечии погреб без ова сознание. Други пак се интересираат дали сите луѓе ќе отидат на исто место и дали постои рај, дали постои пекол. Дали сите овие работи се измислица на религијата и на сопствениот човечки ум за некоја лична корист. Библијата недвосмислено тврди дека после овој живот има и друг живот. А тоа што е запишано во Библијата е Божи збор. Значи дека Бог го кажал и тој дава гаранција дека постои живот. И тоа многу поразличен од овој. Опишан како величествен и вечен без смрт и без страдања. Апостол Павле за оваа вели, што око не виде, ни уво не слушнало и на човечко срце не дошло, тоа Бог им го спреми на тие што го сакаат. Тоа е запишано во 1 Коринтјаните 2 глава 9 стих. Исус Христос, Бог во тело, дојде на оваа земја со една единствена цел или причина. Да ни го подари најголемиот дар што го има, а тоа е вечен живот. Пророкот Исаија ја опишува неговата улога и начин зошто требаше Бог да стане тело и да биде како нас, велејќи, тој беше ранет заради нашите престапи, тепан заради нашите беззаконија, навредите паднаа врз него заради нашиот мир и преку неговите рани ние се исцеливме. Ова е запишено во пророкот Исаија, 53 глава, 5 стих. Исус ја презеде казната која што требаше секој од нас лично да ја плати. Тој стана жртвено јагне, умирајќи на крст со најсрамна и најтешка смрт. Но, и тоа големо но, откако умре и беше погребан, на третиот ден по смртта воскресна од мртвите и со тоа докажа дека смртта е победена. Откако воскресна, веднаш не се вознесе, остана уште 40 дена на земјата. За тој период тој им зборуваше на учениците за Божјото царство и ги уверуваше да го проповедаат тоа царство низ целиот свет. Христовото воскресение е потврдено со многу верливи докази. Апостол Павле ги насочуваше луѓето кон очевидците на тој настан, кои можеа да посведочат за оваа вистина. Воскресението е камен темелник на христијанската вера, имајќи предвид тој несоборлив настан, потврден од многу очевидци, и ние во денешно време можеме да им веруваме на сите извештаи дадени во Библијата и да го очекуваме и нашето воскресение после овој живот. Се разбира, ако веруваме во Исус Христос дека умре за нашите греови со смрт на крст. Павле имаше проблем со некои верници во Коринт, кога им зборуваше за воскресението, бидејќи беа скептични кон неговите изјави. Тој им рече,
Ако се проповеда за Христос дека воскресна од мртвите, како тогаш некои помеѓу вас зборуваат дека нема воскресение од мртвите? Ако нема воскресение, тогаш и Христос не воскреснал. Но Христос е првенец или прв од големата жетва и сите оние кои ќе воскреснат по смртта. Физичката смрт дојде или влезе преку еден човек, Адам, со неговиот престап, од кого сите ние потекнуваме и се размноживме. Човечкиот род потекнува од Адам и Ева, без разлика дали некој се христијани или не, сите ние сме од нив. Но, со вера во Исус Христос, секој човек може да биде посенет и да стане дел од Божјото семејство. Како што Бог го воскресна Христос од мртвите, така и ние, односно нашето тело, ќе воскресне во последниот ден кога Исус ќе дојде да ја земе во слава неговата црква, Божјиот народ. Но важно е да се знае дека, иако сите ќе воскреснат, сепак сите нема да отидат во небото, тоест во рајот. Секој човек треба да донесе лична одлука каде ќе ја помине вечноста. Павле во Евреите 9 глава 27 стих вели дека сите ќе умреме физички, а потоа доаѓа суд. Тие што се оправдани или откупени со Христовата крв ќе го наследат вечниот живот, а тие што не веруваат и што се скептични ќе примат вечна казна или пекол. Таквите ќе бидат далеку од Божјата присутност и ќе ја чувствуваат агонијата на промашениот живот. Пеколот не е само некој застрашувачки израз, туку реално место. Тоа е место на Божјиот гнев. Тие што не сакаат да ја вкусат Божјата благодат или милост, ќе се соочат со емоционално, ментално и физичко измачување, каде што свесно ќе страдат и ќе го чувствуваат срамот и жалењето за она што го пропуштиле на земјата, бидејќи не верувале. Треба уште нешто да се нагласи за пеколот, бидејќи мнозина мислат дека тоа не е реално место, туку некаков израз кој што Исус имал нешто друго да каже кога зборувал за измачување на неспасените души. Според Библијата, тоа е длабока бездна и провалија, каде што се издига вечен пламен. Маките ќе бидат непрекинати и без можност за одишка и одмор. Таму ќе има плач и чкрипење со заби, што укажува на интензивно жалење и стресна состојба. Тоа е место каде што црвот не умире и огнот не изгаснува. И што сега? Лош ли е Бог? Дали тој ги мачи човечките души? Не. Библијата открива дека Бог всушност е љубов, кој не сака никој да загине. Во пророкот Езекијел е запишано: Мене не ми е мила смртта на безбожникот, туку да се врати од својот безбожнички пат и да се покае па да живее. Ова е запишано во пророкот Езекијел 33 глава 11 стих. Но Бог никого не го тера со сила да се покае и да се покори. Одговорноста е дадена сепак на човекот, така што тој нема избор за оние кои избираат да живеат без него и одвоени од неговиот живот што им го дава. Библијата вели дека Бог е љубов, кој што можеме да го согледаме тоа во 3 глава, 16 стих од Евангелието според Јован, зашто Бог толку го засака светот, што го даде својот единороден син, та секој што верува во него да не загине, туку да има живот вечен, или да не отиде во пеколот, туку да има живот вечен, да отиде во рајот. Земниот живот е тест, подготовка за она што ни престојува. За сите верници следува вечен живот, во непосредна близина со Бог. Таму во рајот ќе нема плач, ќе нема болка, ќе нема смрт и се она што сме го доживееле на земјата. Тоа е место на радост и вечен мир со вистинска љубов и задоволство. Како да го добиеме вечниот живот и вечната радост за кој зборуваме? Има само еден начин и услов. Со вера во Исус Христос, придружено со искрено покаяние. Исус рече: Јас сум воскресението и животот.
Кој верува во мене и да умре, ќе живее. И секој што живее и верува во мене, нема никогаш да умре. Евангелие според Јован, 11 глава, 26 и 25 стих. Бесплатниот Божи дар е достапен на сите. Дарот е дар. Тој не се наплатува. Само треба да се верува во она што го нуди Бог. Мнозина не се спремни да се одречат од овосветските задоволства, кои се грешни. Немаат желба да прекинат со гревот и да се покорат на вистинскиот Бог. Исус вели, кој верува во Синот има живот вечен, а кој не верува или кој е непослушен на Синот, нема да види живот, туку Божиот гнев останува врз него. Евангелие според Јован, 3 глава, 36 стих. По смртта на никој нема да му се даде шанса за покаяние, како што учат некои религии, дека има чистилиште, место на очистување. Тоа што е предвидено на земјата, тоа ќе биде и на небото. Кога ќе се сретнеме со Бог лице в лице, ќе немаме некаков избор или промена на Божјата одлука. Тој сака сега да дојдеме кај Него, токму сега, додека тоа го слушаш. Неговата љубов зрачи од сите страни. Крстот е местото каде што тој умре од љубов за тебе, за мене, за сите нас. Ако го прифатиме Исус и неговата смрт како плата за нашите гревови и нашиот бунт против Бог, тој ни гарантира не само исполнет и радосен живот на земјата, туку и вечен живот по смртта во неговата присутност, рајот, Божјото царство. Можеби во овој миг не знаеш како да му пристапиш на Бог или си збунет, не знаеш како да се покаеш. Ете една молитва која може да ти биде модел за да му се обратиш нему, иако самата молитва не е спасение, ако не му се обратиш со вера и покаяние во молитвата. Господе, знам дека сгрешив против Тебе и заслужувам казна, вечна казна пекол. Но Ти благодарам што ја чув добрата вест, дека Ти ја зеде мојата казна врз себе и со вера во Тебе може да ми биде простено. Јас се каам за се што сум сгрешил против Тебе и се надевам на Твоето вечно спасение. Ти благодарам за Твоето опростување и прекрасната милост на Твојот неискажлив дар, вечен живот. Слава Ти, Исусе. Амин. Дали ќе преземеш нешто пред да биде доцна? Господ те повикува. Дојди, денес. Амин.